Оваа манифестација е добар начин да се подсетиме на далеку познатиот квалитет на Кочанскиот ориз и да дадеме поддршка во неговиот пласман во и надвор од границите на Македонија. Почитувани производители на ориз, денеска од тука од Кочани најавувам дека оваа година владата ќе донесе одлука за зголемување на субвенциите од 18.000 денари по хектар за сејана површина со ориз, односно дополнителни 18.000 на постоечките субвенции по хектар. Со ваквото значително зголемување на субвенцијата сакаме да ги мотивираме оризопроизводителите, но и покажуваме колку ни е важна оваа култура за овој регион и за Македонија, која е карактеристична за регионот и од која што екзистираат многу семејства. Освен зголемувањето на субвенциите, во наредниот период ќе работиме на обезбедување на непречен пласман на оризот, но и изнаоѓање на нови пазари. Досега за мерката за сејана површина со ориз се исплатено 80 милиони денари субвенции, а за произведена и предадена арпа околу 15 милиони, или вкупно 90 милиони денари субвенции за ориз. Во насока на развој на производството на ориз, би сакал да нагласам дека во рамки на соработката на земјите од Централна и Источна Европа со Народна република Кина, формирана е асоциација за промоција на земјоделството со седиште во Софија, во која членува и Република Македонија. Токму преку оваа асоциација во наредниот период планираме неколку проекти, меѓу кои за нас е многу значаен проектот за поставување на демонстративно поле за одгледување на нови хибридни сорти ориз со потекло од Кина, кои се карактеризираат со висок квалитет и значително поголеми приноси. Подобрувањето на сортниот состав на оризот, како важна житна култура за Република Македонија, согласно барањата на пазарите, е неопходно доколку сакаме да го зголемиме пласманот и неговата конкурентска способност. За таа цел ќе отпочне соработка помеѓу Националниот истражувачки центар за хибриден ориз од Кина, од каде ќе биде пренесена оваа напредна технологија за производството, Земјоделскиот универзитет од Пловдив, Бугарија и Институтот за ориз од Кочани, во чии рамки се планира реализацијата на овој проект. Во втората половина на октомври, представници од Кина и од Бугарија ќе дојдат во посета на Институтот за ориз тука во Кочани, за да ја согледат состојбата и за да утврдат, односно да ги утврдат понатамошните чекори за отпочнување на овој проект. Наш приоритет е да создадеме производство со висока додадена вредност, кој ќе биде конкурентно на странските пазари. Тоа може да го постигнеме во производството со ориз и да го направиме Кочанскиот ориз со препознатлив квалитет широм светот. За постигнување на оваа цел од исклучително значење е поддршката на научно-истражувачките проекти за примена на напредните технологии и техники на земјоделското производство кај поголем број земјоделски култури кои успеваат во Република Македонија, со цел зголемување на приносите и подобрување на квалитетот и безбедноста на храна, што во следниот период секако ќе биде наш приоритет. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на градоначалникот на општината за организацијата на овој убав настан, на овој убав ден и да посакам успешна година, да посакам среќа на сите граѓани и се надевам дека во годината што следи, во периодот што следи, ќе разговараме, ќе дискутираме за многу нови проекти, за многу нови можности и за враќање на достоинството на секој човек секаде во државата. Благодарам на сите.